ова издание, Доналд Трамп воспостави комуникација со Ким Јонг Ун и го редефинираше односот на Соединетите држави кон Северна Кореја. Џо Бајден најавува поинаков пристап доколку победи на изборите. Американски јастреб како македонска атракција. Собственикот Трајче Китановски ги открива тајните на оваа птица грабливка. Пливање во Дунав, хит во Будимпешта. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е Ньюслеш на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Откако дојде на власт, Доналд Трамп се сретна 3 пати со лидерот на Северна Кореја Ким Јонг Ун, а наводно размениле и најмалку 25 писма. Но Џо Бајден најавува сосема поинаков пристап доколку тој победи на изборите во ноември. Доналд Трамп можеби го редефинираше најможното со Северна Кореја, но неговиот предизвикувач Џо Бајден вети потрадиционален пристап кон непријателите на САД. Ќе бидем председател кој ќе застане со нашите сојузници и пријатели и ќе им стави на знаење на нашите противници. Деновите на поздравување со диктаторите завршија. Бајден рече дека нема да се сретне со лидерот на Северна Кореја Ким Јонг Ун без предуслови. Неговата изборна партнерка Камала Харис рече дека нема да разменува љубовни писма со Ким. Било какви разговори, ако се случат воопшто, веројатно повеќе би биле дискусии на работно ниво отколку на ниво на големи самити. Наместо тоа, Бајден вели дека би соработувал со сојузниците за да изврши притисок врз Северна Кореја. Таа политика звучи познато. Тоа ќе биде многу слично на политиката на администрацијата на Обама кон Северна Кореја, наречена политика на стратешка трпеливост. Но по спроведувањето на повеќе годишни тестови и кредибилната програма за нуклеарно оружје, многумина веруваат дека пресметката е променета. Северна Кореја има нуклеарно оружје, проектили кои евентуално може да носат нуклеарни боеви глави до барем дел од територијата на САД или американските бази во Источна Азија. Се што треба да сторите е да ја спречите Северна Кореја да го притисне копчето за да ги активира проектилите. Трамп имаше одреден успех. Откако почнаа да се одржуваат самити, Северна Кореја се воздржа од било какви големи ракетни или нуклеарни тестови, но со месеци Северна Кореја одбива да разговара. Трамп инсистира дека застојот ќе биде надминат веднаш штом ќе биде реизбран, иако е непредвидлив. Принципите што ги следи не изгледа дека се поврзани со нешто конкретно, па затоа без оглед на неговото расположение, тоа е во состојба само да се повлече. За САД и Северна Кореја тоа е широк спектар на можности. Може да има повеќе самити, може би враќање на заканите со огани без, или само истиот застој во односите кој трае со години. Македонскиот соковар Трајче Китановски и неговиот американски јастреб Хари организираат тури во природа за љубителите на птици. Јавува Анита Шијакова. Јастреб Харисон. Ова е американски пустински јастреб кој живее во Јужна Америка. Интересно за оваа птица е тоа што во пустината на кактусите прави гнезда. Посакувана птица кај на соковарите заради тоа што многу се приврзува за соковарот, како ниедна птица гравливка што го прави тоа. Знаеме сите дека птиците гравливки се асоцијални птици, но кога станува збор за Харисов јастреб, тоест оваа прекрасна птица, приказната е поинаква. Во пустината лови на различен начин, за разлика од тоа како би ловел и како лови кога е кај соковар. Единствената птица во светот на грабливките што лови фамилиарно, во групи. Се случува да лова дури до 5-6 единки. Кај нив нема алфа мажјак, туку се работи за алфа женка. Јадат месо, исклучиво месо. Гулаб, зајак, стаорец. Не лови секој ден. Не се оди со сита птица да се лета или да се лови. Додека секаде во светот е познато биолошко-еколошка заштита со птица гравливка, кај нас во Македонија, на жалост, малкумина знаат дека постои вакво нешто. Земјоделците
Тој месец кога ме бербата, јас и Хари сме запослени од утро до мрак на таа нива, на тоа лозие и го чуваме грозието од разноразни штетници како што се ќосеви, врани. Штетата е до 30% од родот, но доколку има запослено на тоа лозие соколар и се грижи за природно истерување на овие штетници од тоа место, тогаш штетата е скоро минимална. Исто така интересно е тоа што биолошка заштита со птици и грабливки се практикува и на аеродромите. Сите светски аеродроми знаеме дека денеска имаат запослено соколари, најмалку се двајца во смена кои се меѓусебно врзани со радиоврска, заедно вклучувајќи го и пилотот и комуницираат. Без дозвола на соколарот, авионот не полетува. Прибидејќи разноразни штетници, гулави и разни птици кои се вдомени на аеродромот, се пикаат во перките и авионот често пати ќе полета, моторот не можејќи да испорача брзина, се гуши моторот. Ние со Хари сме единствените во Македонија кои организираме соколарски прошетки низ неколку центри градови ширум републиката, Скопје, во парк шумата Гази Баба или Кучково, во Охрид на планина Галичица, во Кавадарци на националниот парк Костурница и во Гевгелија, Горничет, подножјето на планината Кожув. Па така, Хари, можам слободно да кажам дека сам е заслужен за својата слава, сам си ја стекна. Се надевам дека долги години ќе се дружиме со Хари, па другата година да му купиме и другарка, па еден ден се надевам на потомци од него во нашата држава. И се надевам дека се гледаме во некоја наредна прилика. Поздрав до сите вас, гледачи на Гласот на Америка на македонски јазик. И пред крајот на ова издание на Newsflash уште една интересна информација. Пливачи во Унгарија го прифатија предизвикот да се капат во брзите води на Дунав. Спортистите и организаторите во Будимпешта уверуваат дека водата е добра во брзиот Дунав. Ова е воден тек што предизвикува страф и нелагодност кај многумина. Изминатите години забележавме дека ние, унгарците, малку пливаме во Дунав. Настанот е дел од урбаните игри во Будимпешта, каде градските власти охрабруваат користење на парковите, патиките и реките за спортски надпреварувања. Изминатите години, загриженоста од загаденоста на Дунав обесхрабри многу капачи, но основачот и организатор на урбаните игри Балаш Мазос вели дека градот ја исчистил реката пред многу години. Се обидуваме да им покажеме на граѓаните дека Дунав е чист. Од 2010-та сите отпадни води одат на пречистување. Спортистите пливаат за каузи како поголема свесност за ракот на дојката. Но поранешниот унгарски олимписки и светски шампион во бокс Иштван Коко Ковач плива за национална гордост. Да се плива во нашата прекрасна река не е голем предизвик. Чувството е одлично. Јас сум роден во Будимпешта и правам многу спортски активности во градот. Имаме можност да пливаме во прекрасната река и секој треба да го искуси тоа. Околу 700 луѓе плива во најдолгата река во Европската унија за време на неодамнешните урбани игри во Будимпешта. Организаторите дозволуваа само околу 20 до 25 пливачи да бидат во исто време во водата за да се испочитуваат упатствата за социјално дистанцирање. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Следете на и на Facebook, Instagram и Twitter како Глас на Америка на македонски. Поздрав од Вашингтон!